Ако претходно лекови на рецепт немаше после 5 или 10 во месецот, сега нема ниту на вториот ден. Хронично болните мака мачат да земат лек препишан на рецепт, а мај само што започна. Граѓани пред објективот на Алфа велат дека одат од аптека до аптека, а најчестиот одговор што го добиваат внатре е лекот го има, ама само на приватно. Ова ни до 5 нема, а камо ли до 15 или 20 или при крај на месецот. Се снаоѓаме како. На приватно плаќате? Па некојаш и да. Позитивната листа обично тамо околу 5 и после 5 ги нема. Како се снаоѓате? Со пари како. Во готово. За пари ги има секаде. Ги има. Све тоа трчи лажи, све тоа така. Ова е катастрофа кај нас моментално и ја не знам до каде ни е крајот. Новата прераспределба на квотите со што Фондот за здравствено осигурување скрати од поголемите и даде повеќе пари на помалите аптеки, не го реши горливиот проблем на осигурениците. Според ФЗ, едно од можните долгорочни решенија за континуирана снабденост на лекови со рецепт на товар на фондот е концептот на воведување на електронско здравствено досие за секој осигуреник, со кое во реално време ќе бидат достапни сите податоци за тоа кој лекар каков лек препишал и каде тој ја подигнал терапијата. Деновиве во фондот нема доставено информации ниту поплаки од осигуреници дека не можеле да набават одредена терапија во аптеките. Почеток на месецот е и не може да има аптеки кои веќе ја искористиле целата месечна квота. Доколку има такви информации, осигурениците можат да достават представка до фондот со точна назнака за која аптека се работи и во кое време не можеле да подигнат одреден лек. Овој проблем е присутен поради долгогодишниот застој и непроширувањето на позитивната листа на лекови, поради што здравствените власти иницираа и законски измени. Предлог Законот за здравствено осигурување предвидува една комисија составена од 17 члена да ја утврдува и проширува позитивната листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување.